Здравјето е се на Канал 8. Добро вечер. Кардиоваскуларните заболувања се главна причина за смртност кај луѓето. На почетокот од емисијата, почитувани гледачи, и во најавата би споменала дека високиот крвен притисок, пушењето, високиот процент на холестерол во крвта, прекумерната телесна тежина, физичката неактивност и диабетесот се главните ризик фактори за појава на кардиоваскуларните заболувања. Тема која вечерва ќе обработиме детално со доктор Маријан Јовев, специјалист интернист во Клиничка болница во Штип. Добро вечер, докторе, добро ни дојдовте за прв пат во емисијата и во студиото на Канал 8. Благодарам на поканата, добро вечер на вас и добро ве најдов. Благодариме што позитивно се одзвавте на нашата покана. Вечер разборуваме за доста актуелна тема. Споменав јас во најавата дека кардиоваскуларните заболувања се број 1 за смртност кај луѓето, така ли? Значи, би рекле дека едно 30% од причината за смртност во денешнината всушност отпаѓаат токму на кардиоваскуларните заболувања. Тоест, било да се засегнати артериите на срцето или коронарните артерии или артериите на мозокот, или пак станува збор, значи, за некое сосема генерализирано заболување. Така. Ќе се задржиме на атеросклерозата, да објасниме што е атеросклероза, да им биде поблиско до гледачите. Во основа на кардиоваскуларните заболувања, всушност, во нивна основа е атеросклерозата. Атеросклерозата е болест на артериите која што се манифестира со натрупување на липидно депо, односно на липиден содржај или масни содржини или масна плака во зидовите на артериите. Оваа масна плака настанува како резултат на зголемено ниво на холестерол, а всушност може покриена е со тенка атеросклерозна капа или покривка, која што под одредени услови може да руптурира или да се на еден начин дефрагментира, со што би дошол липидниот содржај во контакт, значи, со циркулацијата. Така. Значи, кога ова настане, всушност од атеросклерозата имаме развој на акутен коронарен синдром, доколку станува збор, значи, за атеросклероза на коронарните срцеви артерии. Инаку атеросклерозата може да биде заболување кое што долго време не мора и да се открие, меѓутоа со тек на време да даде одредена симптоматологија, било да е тоа од срцева природа, било да е тоа од страна на мозокот или всушност да даде симптоматологија како резултат, значи, на исхемија или недоволно снабдување со крв на одреден орган или екстремитет или слично. Настанува како резултат, значи, на натрупување на липиден слој во самиот зид на артериите, а всушност тој липиден слој доаѓа до намалување, односно го стеснува самиот лумен на крвниот сад или самиот диаметар се намалува. Што ме намален диаметарот, одреден орган или ткиво, било да е тоа срце, мозок или било кој друг орган, или да станува збор за екстремитет, не добива веќе доволно адекватна циркулација. Со тоа настанува, значи, исхемија, односно самиот орган, ткиво, било екстремитет, во одредени услови нема доволно крвоснабдување, особено кога е зголемена потребата, значи, за кислород на ткивото или на органот. Па во тој случај збориме и за манифестации кои што можат да бидат од срцева природа, како ангинозни тегоби, значи, од мозочна природа како транзиторни исхемични атаки, значи, или пак интермитентна клаудикација или болки во долните екстремитети кои што се манифестираат при движење. Значи, ова се манифестации кои што резултираат токму од заболувањето на артериите и од недоволната циркулација на веќе споменатите органи и ткиви. Во емисијата ќе се задржиме повеќе на симптомите на акутен инфаркт и на диагнозата и терапијата, се разбира, и на ризик факторите кои можат да придонесат до, еве поблиско да бидат до гледачите, срцев удар, би рекла. Да го објасниме што е акутен инфаркт или срцев удар? Значи, акутен инфаркт е акутен прекин на крвоснабдувањето на срцевиот мускул. Имено, срцето е снабдено со крв од две срцеви артерии, лева и десна коронарна артерија, кои што го снабдуваат со крв срцевиот мускул.
Значи, со зголемување на работата на срцето се зголемува и кислородната побарувачка на срцевиот мускул. Веќе напоменав дека во одреден момент, доколку станува збор за атеросклероза, односно за атеросклероза всушност на самите срцеви артерии, во тој случај да немаме адекватно крвоснабдување како резултат на атеросклеротска плака, доаѓа до појава на болка која што се јавува исклучиво во напор, ангинозна тегоба. Меѓутоа, кога станува збор за акутен миокарден инфаркт, веќе споменатата атероматозна плака, која што како што веќе напоменав, е всушност липидно депо, односно естерифициран холестерол во самиот зид на срцевите артерии, покриен со мека капа или плака. Во одреден момент, под одредени услови, било да е тоа сам интраваскуларен стрес, кој што може да го предизвика висок крвен притисок, може да дојде до руптура и да дојде до контакт измеѓу липидната или масната содржина или холестеролскиот естер од самијата атероматозна плака со циркулацијата и да дојде до активација на одредени клетки кои што се задолжени всушност за сопирање на крварење во нормални услови и создавање на тромб, тоа се тромбоцитите, да дојде до нивна активација и формирање значи на тромб во самиот крвен сад. Во овој случај значи имаме појава на акутен коронарен синдром. Овој акутен коронарен синдром, од друга страна, може да се манифестира всушност како ангина пекторис нестабилна ја нарекуваме уште или нестабилна ангина, миокарден инфаркт со СТ елевација на ЕКГ и миокарден инфаркт без СТ елевација или уште наречени стеми и нон-стеми. Значи, со руптурирање на оваа плака или со улцерација на самата плака, веќе формираниот тромб врши акутен прекин на крвоснабдувањето на срцевиот мускул. Самиот срцев мускул, исхемичниот срцев мускул е тој што предизвикува болка, ослободувајќи од него, значи, одредени медиатори кои што во истиот момент даваат јака градна болка, значи промени на ЕКГ, со кој што понатаму ќе збориме како би го диагностицирале миокардниот инфаркт, пораст на ензими и така натаму. Меѓутоа, што е битно да се каже дека сушност миокардниот инфаркт е акутен прекин на снабдувањето, на крвоснабдувањето на срцевиот мускул. Во емисијата би сакала повеќе се задржиме, за да им иде поблиску и до гледачите, на ризик факторите кои влијаат за настанување на акутен инфаркт. Да споменеме дека имаме фактори на кои можеме да влијаеме и на кои не можеме да влијаеме. Да ги објасниме они на кои не може да се влијае, тука е возраста, како што споменавте, и семејната историја на заболувањата. Па вака, постојат фактори, велиме, кои што можеме да влијаеме или модифицирачки и оние кои што не можеме, односно немодифицирачки фактори. Како што веќе напоменавте, значи, со зголемување на возраста се зголемува и инциденцата од настанување на не само миокарден инфаркт, туку од кардиоваскуларно заболување. Бидејќи во раната детска возраст нормално дека не може да се јави, како се зголемува возраста, така расте значи инциденцията од појава на вакво заболување. Полот има улога тука? Значи, полот има улога, бидејќи женскиот пол на еден начин е заштитен во репродуктивниот период, естрогенски е заштитен од појава значи на кардиоваскуларно заболување. Меѓутоа, со појавата на менопаузата, веќе инциденцата за појава на кардиоваскуларно заболување кај обата пола се изедначува. Така би рекле дека над 50 години и слично, всушност инциденцата кај обата пола е еднаква. Друг немодифицирачки ризик фактор е всушност самата генетика или фамилиарната позитивна анамнеза, односно историја за појава на срцеви заболувања. Исто така, фактор на кој што не би можеле да влијаеле, односно да го модифицираме. Меѓутоа, кога говориме за модифицирачките фактори, во тие спаѓаат пред се крвниот притисок, пушењето цигари, прекумерната здебеленост,
физичката неактивност, високиот процент на ЛДЛ холестеролот, на кој што значи не би можеле на кој што би можеле всушност со одредени модификации било да е нормализирање на крвниот притисок, кај шеќерната болест значи нормализирање на нивото на шеќер во крв, престанок со пушење на цигари, потоа значи друг модифицирачки фактор е физичката активност. Значи веќе со појава значи на со современиот начин на живот и почестото значи со современиот начин на живот веќе се зголемува инциденцата од кардиоваскуларни заболувања. Токму значи ова било причина за да своевремено се смета дека како што веќе напоменав, кардиоваскуларните заболувања секогаш своевремено биле придодадени кон високо развиените земји како резултат на токму физичката неактивност и секако модифицирачкиот начин на живот, односно начин на исхрана, во кој што овде можеме да говориме дека еден од препорачливите начин на исхрана спрема таа пирамида на исхрана е медитеранскиот начин на исхрана во која што најзастапени се пред се житарките, значи долу во основа на пирамидата, овошјето и зеленчукот, маслиновото масло, рибата, а за да самиот врв всушност отпаѓа на рафинираните шеќери, односно газираните сокови, сладки и слично. Можеме да ги објасниме подетелно сите овие ризик фактори на кои можеме да влијаеме, да почнеме, можеби, пушењето, како влијае тоа врз организмот. Секако дека лошо, но да објасниме како на срцето може директно да влијае и да предизвика, односно да биде ризик фактор за појава на еден ваков акутен инфаркт. Значи, токму би рекле дека пушењето цигари во денешниот свет се приврзува не само со акутниот миокарден инфаркт, односно со коронарните, со кардиоваскуларните заболувања, туку со и многу други заболувања, како што се хроничната обструктивна белодробна болест, пред се одредени заболувања на периферната циркулација е токму припоена значи со пушењето на цигари. Значи штетниот ефект токму на никотинот и катранот кои што се состојат во самиот тутун. Значи тоа е нешто што би препорачале и до гледачите, а и би алудирале, значи број 1 да прекинат со пушење. Високиот крвен притисок. Високиот крвен притисок е исто така број 1 ризик фактор за настанување на кардиоваскуларните заболувања, токму како резултат на самиот интраваскуларен стрес кој што го предизвикува, кој што во одреден момент доаѓа значи до одредени промени на самата внатрешна обвивка на артериите, на интимата, која може да биде токму место, велиме, на руптура на атероматозна плака или да биде место на ново настанато депо на липидна содржина, односно на липидно јадро во зидот на крвниот сад. Како покрај ова, значи самиот висок крвен притисок предизвикува и промени на крвните садови, промени во мускулниот слој, така да доаѓа значи до задебелување нивно, кое што понатаму би резултирало со хронично покачен крвен притисок кој што би бил отпорен на антихипертензивна терапија. Значи треба да дојде до регулација на ваквиот висок крвен притисок. Значи во регулација со тоа што секогаш се советува идеално да се регулира крвниот притисок, да не се остава на случајност како постојат одредени, така да речеме, митови помеѓу пациентите дека не го осеќаат крвниот притисок или не смета, меѓутоа и да не смета субјективно, сепак тој си врши, значи сепак тој си има свое дејство на крвните садови и на останатите органи во човековиот организам. Високиот процент на холестерол, тука ја споменавте исхраната, но како холестеролот влијае тука? Самиот холестерол, поточно говориме за ЛДЛ холестеролот, се припојува токму, е приврзан на настанување на депоа во ѕидовите на крвниот сад, односно атеросклерозата е токму значи асоцирана со него, со високиот процент на холестеролот. Те сега говориме за два типа, за ХДЛ и ЛДЛ холестерол во зависност од неговата густина, така да едниот има благотворно дејство со што придонесува, значи, или народски кажано ЛДЛ, low density
односно со ниска густина холестерол, да се отстрани од крвниот сад, да се носи во црниот дроб, каде што понатаму би се метаболирал. Прекомерена тежина ја споменавте како ризик фактор, дебелината значи е многу значајна или е голем ризик фактор за настанување на активен самиот инфаркт? факт дека преголемата телесна тежина е асоцирана со кардиоваскуларните заболувања во склоп на зголемено ниво на холестерол, потоа говориме кај зголемената телесна тежина имаме најчесто и појава на шеќерна болест или нарушена гликозна толеранција на гладно, потоа кај нив може да се јави исто така кај преголемата телесна тежина постои опасност секако од појава на бројни заболувања кои што се токму приврзани со прекумерна телесна тежина. Значи не само би рекле за покаченото ниво на шеќер, покаченото ниво на холестерол во крвта и слично. Физичката неактивност и стресот, колку може тука да се влијае? Физичката неактивност конкретно станува еден глобален проблем, значи со современиот начин на живот, бидејќи имаме веќе популација популација значи на индивидуи со се поголема со зголемена телесна тежина. Всушност физичката неактивност е таа која што се напоменува до гојазност. До гојазност. Да. Стресот дали спаѓа во ризик факторите за појава на инфаркт? Па така да секогаш одредени акутни состојби конкретно се асоцирани со стресни состојби, односно со индивидуален стрес. Па затоа би рекле дека и него би го сврстале овде, односно и него би го во ризик фактори ставиле како стресен начин на живот. Да. Современиот начин на живот, современата трка по екзистенција и слично придонесува до зголемување на психичкиот стрес кај луѓето, кој што пак од друга страна исто така е асоциран со појава на кардиоваскуларни заболувања. Да ја објасниме симптомите на акутен миокарден инфаркт или срцев удар, значи, да биде појаснено. Ова е доста значајно, бидејќи треба да знае целокупната популација, би рекол гледачите конкретно сега, дека акутниот миокарден инфаркт се манифестира со градна болка, односно тоа е болка која што се јавува зад градната коска. Може да се шири према вратот, вилицата, према лево рамо, лева рака, према плешки, према желудникот. Оваа болка е силна и трае подолго од 30 на минути и не се смирува, значи ниту со промена на положбата на телото, ниту се смирува пак доколку станува збор за физичка активност или напор со прекин на физичката активност или всушност прекин на мускулниот напор. Значи болката е оној главен симптом кој ќе го доведе пациентот на лекар и да се констатира веќе срцев удар. Освен болката, дали имаме други пропратни симптоми? Значи овде би рекле препотување, малаксалост, може да се манифестира во вид на гушење, слабост. Меѓутоа, постојат и така наречени неми или тивки инфаркти, кога станува збор за луѓе со диабет, односно со шеќерна болест, имајќи во предвид дека кај нив постои диабетична невропатија, која што од друга страна пак резултира со намален осет на болка и кај нив. Акутниот миокарден инфаркт може да се манифестира само со гушење, слабост, јака малаксалост, замор, кој што веднаш би требало овие пациенти да ги одведе на лекар, каде што прво би било најосновно да се направи едно ЕКГ, односно електрокардиограм. Тука сме веќе кај диагнозата, значи како се диагностицира самиот срцев удар или акутен инфаркт и што треба лекарот, што преземаат лекарите во овој случај? Значи пред се акутниот миокарден инфаркт клинички се манифестира како што веќе спомнавме со опишаната градна болка, која што е силна, жаречка, прободувачка, веќе ги споменавме како што може да се шири, како може кој дел или која регија од телото да биде всушност да ја манифестира болката, потоа се диагностицира врз база на ЕКГ или електрокардиограмот,
кој што може да биде овде зборуваме за два ентитета, односно со СТ елевација или стеми, миокарден инфаркт, или без СТ елевација или нон-стеми, миокарден инфаркт, кој што исто така ќе даде промени на ЕКГ, во зависност од самото ЕКГ, всушност се диагностицира и за која срцева артерија станува збор. И на крајот овде во диагнозата се и покачените ензими, било да е тоа тропонинот, креатин киназата, односно ЦКМБ, креатин фосфокиназа и ЛДХ, кои што се покачуваат во зависност од времето на настанување на акутната оклузија, во зависност од прв тропонинот, па потоа останатите параметри, односно останатите ензими кои што се одредуваат врз база на земање на примероци од крв лабораториски. Но всушност секогаш пред се клинички врз база на акутно настанатата болка и промените на електрокардиографскиот запис. Тоа е во однос на диагнозата. Во однос на диагнозата така би го диагностицирале миокардниот инфаркт. Да. Што се несува за терапијата, кога станува збор за срцев инфаркт, обично се мисли нели дека тука ќе заврши многу трагично или со смрт на пациентот. Но сепак има и доста прележани срцеви инфаркти, што значи дека сепак има терапија на срцевиот инфаркт. Од што зависи дали пациентот ќе го загуби животот при срцев инфаркт или можеби ќе биде на терапија понатаму? Значи, најважно при настанувањето на акутниот миокарден инфаркт е што е побрзо пациентот да биде однесен така во центар кај кој што ќе може да се направи PCI или перкутана коронарна интервенција, бидејќи тоа е број 1 во денешно време во третман на акутниот миокарден инфаркт. Значи, порано, во зависност од доктрините, порано се сметало дека, односно порано конзервативно се третирале, меѓутоа денес се смета дека што е можно во пократок временски период од настанување на акутната болка, односно од почетокот на болката, пациентот да биде транспортиран во ваква установа, во која што ќе може да се изврши интервенција, односно да се овозможи реваскуларизација или повторно воспоставување на циркулација на оклудираната или запушената артерија, со што би се овозможил повторно нормален проток. Најдобро е што е можно пократко од почетокот на градна болка, бидејќи како времето одминува, самиот миокард полека изумира, на тоа место се формира лузна. Оваа лузна понатаму резултира со намалена ефективна функција на срцето, која што понатаму ќе си има своји последици. Да ја објасниме состојбата на инфарктот кога човекот во секундата умира. Дали има такво нешто? Точно, дека има и такво нешто. Инфаркти кога веќе не е можно да се транспортира, па макар и до најблиската болница. Доколку станува збор за запушување, на главно стебло, на главното стебло, или станува збор, каде инфарктот може да дојде до наглас појава, на нагла срцева смрт, или доколку постои пак, говориме, доколку постојат промени на крвните садови, повеќе садовна болест, меѓутоа пациентот досега добро ја толерирал или всушност правил толеранција со тоа што го намалувал физичкиот напор, на тој начин и во одреден момент дојде до запушување на крвен сад, може да дојде и тогаш до нагла срцева смрт. Нагла смрт. Во однос на терапијата, што понатаму со веќе прележан инфаркт? Од што се состои терапијата? Редовните контроли секако нели дека треба да се прават, веќе човекот сигурно дека лекарот ќе му објасни дека треба да прави редовни контроли, но сепак има доживотна терапија. Така, всушност најбитно, како што веќе напоменавме, е воспоставување на реваскуларизација. Тоа да се постигне. Во моментот кога е, Така, што е можно порано, да се всушност самата инфарктна артерија обезбеди, да се овозможи повторен проток на крв. Тоа е број 1 и понатаму медикаментозната терапија, која што ќе се состои во пред се модифицирање на овие, како што ги напоменавме,
ризик фактори на кои што самите можеме да влијаеме, тоа е број 1. Значи, ако станува збор за пушеж, да престане со пушењето. Ако станува збор за пациент со крвен притисок, да го регулира крвниот притисок. Значи, физичката активност умерена, потоа намалување на телесна тежина, доколку станува збор за пациент со шеќерна болест, регулација на шеќерот, значи во одредено ниво, и секако е медикаментозната терапија која што пациентот треба да ја прима. Дали може да дојде до повторен акутен инфаркт доколку човекот прележал веќе еден? Секако дека може. Може да дојде и на истата артерија, може да дојде, да речеме, и до појава, значи, на ново запушување, акутно запушување на друга артерија. Така да не исклучива можноста, постојат пациенти со повеќе прележани миокардни инфаркти. Може да настане повторна или реоклузија на самата или повторно запушување на самата инфарктна артерија. Можеме ли да објасниме начинот на кој може човек во моментот кога ќе добие инфаркт или можеби луѓето кои се со него до транспортирање до болницата, што треба да се превземе? Има ли некои начини на самопомош? Значи, најбитно би рекле дека всушност помошта е таа да што побрзо стигне до здравствена установа. Дома не треба ништо се превзема специјално или посебно? Значи, тоа е број 1. Да. Сега нормално дека како што веќе опишано, рано давање на ацетилсалицилна киселина или аспирин, да изџвака пациентот аспирин, така да меѓутоа тоа е тоа што во домашни услови би можел да направи. Друго не би требало ништо. Друго што би можел да направи во домашни услови, освен да што побрзо се јави на лекар и биде транспортиран до здравствена установа во која што се извршуваат инвазивни процедури, односно перкутана коронарна интервенција, и да се направи интервенција доколку има, односно да се постави стент, да се обезбеди самото место, односно да се повторно воспостави проток во самата артерија. Сетики дека постои опасност во раниот почеток од рани малигни аритмии, меѓутоа тука затоа говориме дека потребно е специјализиран транспорт на пациентот, значи со медицински тим, лекар, медицинска сестра, придружба, значи да се оневозможи всушност да настане малигна аритмија, со што би можело пациентот да го одведе во смрт. Понатаму давање, значи, на медикаментозна терапија пред самата интервенција, и самата интервенција е веќе во самата здравствена установа, односно од страна на медицинскиот тим. Пациентот овде не би можел нешто повеќе да превземе, освен ова би рекле. Докторе, кога станува збор за заболувања, за хронични заболувања на срцето, што тука треба да направат пациентите и кои се симптомите на таквата коронарна артериска болест? Значи, кога говориме на коронарната артериска болест, односно за атеросклерозата, која што станува збор за стабилна заболување, која се манифестира, значи, како што веќе напоменав, со намалување на самиот лумен, односно на диаметарот на коронарните артерии. Сушност, до одреден процент од редукција или намалување на диаметарот, пациентот не чувствува симптоми, односно може да не ги чувствува во мирување. Но меѓутоа, доколку се изложи на зголемена физичка активност, може да доведе, односно да резултира со појава на градна болка, која што ја нарекуваме ангина пекторис, која трае различен временски период, меѓутоа престанува со прекинот на физичката активност. Значи, со мирување таа се смирува. Значи, зборуваме за стабилна ангина, во која што, значи, постои болест, заболување, меѓутоа редуциране луменот, намалене, се до оној процент во кој што срцето добива адекватно крвоснабдување во мирување. Но меѓутоа, доколку се изложи на зголемени потреби, односно зголемена кислородна побарувачка, тогаш се јавува болка, која веќе рековме дека ангинозна болка. Конкретно во овој случај, секако би требало да се оди по еден редослед, прво да се направи ЕКГ, значи да се земат лабораториски анализи, ехокардиографија и на крај
би требало континуирано да се изложи срцето на стрес, велиме да провоцираме физички напор кај пациентот, а своевремено тоа да го регистрираме со ЕКГ запис, односно тест на оптоварување или стрес тест, кој што во зависност од неговата интерпретација, дали станува збор за позитивен или негативен, понатаму се знае дека би оделе по еден редослед со коронарографија, односно елективна процедура со која што преку инвазивен метод со пристап до коронарните артерии, нивна канулација со десен и лев катетер, ќе ги визуализираме со контрастен медиум со кој што ангиографски ги проценуваме, односно проценуваме дали постои редукција на луменот, односно дали понатаму би продолжиле само со медикаментозна терапија или би преминале кон процедура поставување на стент или балон дилатација. Ваквите коронарни болести, доколку не се навреме третирани или соодветно третирани, можат ли да преминат во срцев инфаркт? Секако дека можат, бидејќи не знаеме во кој момент ќе дојде до редукција на луменот на крвниот сад, кога веќе и при мирување нема да може да дојде до адекватно крвоснабдување на срцевиот мускул и ќе настане миокарден инфаркт или во одредена ситуација може да дојде и до доколку станува збор за мека плака од холестеролски естри, некристален цврст холестерол, во кој што може да дојде до нејзина улцерација и руптура на самата плака или покривка, односно на самата покривка на атероматозната плака и веќе како што напоменавме да дојде до појава на акутен миокарден инфаркт. Меѓутоа станува понекогаш збор за стабилни калцифицирачки промени на крвните садови, кои што на овој начин ги третираме, значи нив. Така. Вие во клиничката болница во Штип работите во ангиографска сала. Да. Кои испитувања се прават таму? Значи, ангиографската сала претежно е наменета за инвазивна диагностика и терапија, всушност диагностичко-терапевска метода, пред се за третман на крвните садови. Дали станува збор за крвните садови на срцето или коронарните артерии, или на мозокот, или периферните, или било кои артерии во самиот човеков организам, може на овој начин да се визуализираат преку нивна канулација, односно преку вбризгување на контраст во нив, кој што се отцртува односно е радиорезистентен и дава, значи, отцртување на внатрешноста на крвниот сад, пошто ангиографски се проценува. Значи, на тој начин може да се врши, значи, коронарографија, испитување на срцевите артерии, дали станува збор за во акутни случаи или примарна PCI, како што ја нарекуваме, примарна перкутана коронарна интервенција, кај акутните миокардни инфаркти, како што веќе напоменав, во раниот почеток од градната болка до неколку часа од појава на градна болка, кога се врши сама реваскуларизација на инфарктната зона на миокардот, односно решавање на самата причина која што довела до оклузија на крвниот сад и стоп во крвоснабдувањето. Така. И уште еве на крај од емисијата да објасниме кога е потребно да се вградува стент на пациентот со инфаркт. Значи, стент на пациент со инфаркт... Не го споменавме така. Така. Значи, стент се вградува секогаш кај пациент, доколку постои индикација за тоа, кај акутниот миокарден инфаркт, причина број 1 со што би се стабилизирала самата, ако е причина улцерирачка плак, или пак стент може да се вгради нормално доколку станува збор за висок степен на редукција на луменот на крвниот сад, со што исто така би се овозможил адекватен проток низ самата артерија која што е веќе заболена. И на тој начин исто не мора само во акутни случаи да се става, значи можеме да се интервенира, односно да се постави стент и во кај хронични промени. Така.
И еве сосема за крај од емисијата, докторе, во делот на превенцијата, дали може да се превенираат ваквите инфаркти, ваквите болести за кои зборувавме, иако кога зборувавме за ризик факторите, вие споменавте што треба, што не треба да се прави. Па токму всушност пак да се навратиме на ризик факторите, веќе велиме со овие на кои што можеме да делуваме модифицирачките, всушност тоа би било и превенција. Значи тоа би било една порака, прекин на пушење, физичка активност, редукција, намалување на телесна тежина, нормализирање, односно контрола на крвниот притисок, шеќерот во крвта и редовни контроли доколку. Редовни контроли доколку нормално, значи веќе станува збори за пациенти кај кои што има позитивна фамилиарна историја за појава на срцеви заболувања. Доктор, јас ќе се заблагодарам што вечерва одвоивте време за нашите гледачи да дојдете во Кочани и еве да направиме една преубава емисија во која објаснивме повеќе за инфарктите и за коронарната болест. Верувам дека и понатаму ќе соработуваме и повторно ќе ни бидете гостин во емисијата. Благодарам и на вас. Се надевам дека од она што го кажав, нешто би можело и всушност така да пред се би рекле да го потенцираме токму кон овие ризик фактори, на кои што самите ние би можеле да делуваме. Благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, тука ја завршуваме емисијата Здравјето есен на Канал 8. Наш вечерашен гостин беше доктор Маријан Јовев, специјалист интернист од клиничка болница Штип и разговаравме за акутните инфаркти. Ви благодариме за вниманието, се гледаме следната среда во истиот термин, а ви до тогаш останете ми во добро здравје и слушајте ги советите на лекарите. Довидување.